Деца без родители или родителска грижа, лица над 18 години кои до својата 18-та година биле згрижени во институции и други облици за згрижување на деца без родители, корисници на социјална или постојана парична помош, лица погодени од елементарни природни непогоди без разлика на правниот статус на нивните постојани живеалишта, инвалидни лица и лица кои им е потребна помош и грижа од друго лице и семејства со инвалидизирани лица, лица припадници на ромската заедница социјално загрозени, самохрани родители со малолетни деца и слепи лица корисници на социјална или постојана парична помош се категориите на граѓани која почнаа трката за добивање станови во социјалната зграда на улицата Ѓорги Василев, кои веќе почнаа да ги доставуваат потребните документи. Од Центарот за социјални работи не дадоа конкретни информации како тече огласот и каква е заинтересираноста, но сепак велат дека најмногу заинтересирани за социјалните станови се самохраните мајки со малолетни деца. Дивна Стојанова е самохрана мајка од Струмица на 2 малолетни деца и жртва на семејно насилство. И таа се надева дека конечно ќе обезбеди кров над глава за неа и 2 малолетни деца, затоа што, како што вели и самата, платата која ја зема, половината и повеќе ја дава за кирија. Дојдена сум да се информирам за социјалните станови и полека да ги прибирам документите, па така мислам дека и јас имам право да аплицирам, самохрана мајка сум, па се надеваме дека правилно ќе бидат распоредени становите. Така, што велат тука? Под овде велат дека самохраните мајки имаат предност, бидејќи ние сме со 2 деца, малолетни, немаме згрижување и така. 4 стана пак кои се на приземјето и се наменети за лица со посебни потреби нема да се доделуваат преку огласот. Тие ќе бидат распределени деинституционално. Сите станови се изградени по програмата за изградба и одржување на станови собственост на Македонија во општина Струмица, а согласно рамковниот договор, заем склучен меѓу Банка за развој на Советот на Европа и Република Македонија. Потребните документи кои лицата ќе доставуваат од меѓуопштинскиот центар за социјална работа треба да бидат заклучно со 6 март оваа година.